сум тука со вас вечерва, само си го отворам телефонот, да земам малце здив, пошто тапаниве се малце тешки за свирање, добро. Нека многу пропагандални, еве вака тука ќе си стојам и ќе си гледкам. Дечки, стварно ми е многу мило што ова може да се случи и со Илија и со Данче го планираме веќе со месеци, што се вика, ама сите заедно знаевме дека нешто вакво ќе се случи, дека нашите цркви ќе се спојат и едноставно ова не го правиме ни за нашите цркви, ни за било што, освен за Бог и за вас. Тоа е тоа. И кога размислував баш за оваа тема слобода, мислам дека Данче многу објасни онака тематски што е слобода, како е слобода и мислам дека Бог ми зборуваше за една поинаква слобода, односно јас ја нарекувам фейк слобода, што ние мислиме дека имаме, а всушност ја немаме. И тоа го земам од мое лично искуство. Јас сум крстена на 7 години, се крсти во вода, моја лична одлука, тетка Ленче, знае незиниот маж. И од тоа што го следам Бог. Но слободата од секојаш си ја замислува, односно животот со Бог секојаш си го замислав како некоја кутија и како некои скали кои што треба да ги искачам и мислев дека постојат одреден број на скали кои што треба да ги искачам за да стигнам до едно ниво и таму сум сейф. И се гаси телефонов многу брзо. И си мислев дека стигнуваш до таа некоја си скала кај што си добар со Бог, окей? Не си ни добар ни лош, тука си негде и чекаш да умреш. Мислев дека тоа е животот. Има еден филм што ме мене многу интересен, се вика In Time. И во тој филм луѓето, тоа е во некоја дистописка иднина, луѓето го имаат пронајдено лекот за бесмртност и во зависност од тоа колку пари имаш, толку долго и ќе живееш. И тие всушност застануваат да стареат на 25 години, на 25 годишна возраст. И кога ќе застанат на таа возраст, животот им престанува да има смисла, бидејќи животот не е замислен таков од Бог. И почнува животот целосно да им е монотон и ништо ново да не им се случува, бидејќи немаат предизвици, односно немаат нови скали на кои што ќе може да се искачуваат. И со многу мои врсници, јас имам 23 години, со многу мои врсници, не знам како е за помалите или за постарите, ама кога правам муабет и ќе си правиме муабет и сега 23 години направивме. И сум као, окей. Готово, ајде, више факултет ќе завршиш, ќе се мажиш, деца ќе раѓаш и животот ти престанува. Тоа е глобалното размислување за животот на моите врсници. Мене тоа малце ме потресе, пошто си реков, јас ли нешто сум премногу оптимистична во животот, што мислам дека животот само што ми почнува? Ама, не знам, затоа и сакам да зборам денес. Сакам да споделам еден мој многу омилен автор, Ц.С. Луис, кој што во неговата книга Писмата на душевадникот пишува вака. Парафразирам, не е баш извадено од книгата. Пациентите, значи во книгата иначе се зборува, таткото ѓавол зборува на неговиот чирак, ѓавол, фалаце, и му зборува на кој начин може да ги зафркне христијаните за да ги оддалечи од Бог. И им вика пациентите, односно христијаните, нема да може да ги одделиме целосно од Бог, бидејќи Бог е моќен. Ама што можеме да им направиме е да ги окупираме со небитни работи и со тоа и тие небитни работи да им станат важни работи во животот. Сега да се навратам наназад, всушност таа кутија ја што се замислував или тие скалила што си ги замислував, за мене тоа е кутијата на комфортна зона. За која што Исус дојде умре за да ја уништи, да не постои таа кутија. Бидејќи во вокабуларот на Исус не верувам дека постои зборот комфортна зона. И со Бог, уствари целата порака што јас ја крстив на англиски, пошто не знам да ја преведам на македонски, некој може да ми помогне. Ама ја крстив is this as good as it gets. Дали ова најдоброто што може мене да ми се случи? Односно, дали ова најдоброто што може јас да го очекувам? И всушност сакам на сите да ви кажам дека животот со Исус, односно животот во слобода, е живот
полн со авантури. И заради целиот живот е авантура. Како што кажа Такс, да не се повторувам, ама животот со Бог стварно не е досаден. И барем за мене нема досадни моменти, верувајте. Значи моментот кога ќе седнам нешто, добре, нешто ново искача. Значи нема досадни моменти. И единствено со Бог, јас што научив од мојот живот, е дека Бог функционира во негово време, значи не во наше време, и всушност Бог функционира во различни сезони. Може оваа сезона се наоѓаш во нешто и мислиш дека стагнираш, но Бог може би сака да те пренасочи во некоја друга сезона. И треба да немаш страв да пречекориш во таа нова сезона. И Бог, исто како што кажа Такс, не сакам пак да се повторувам, ама многу од тоа што го имам тука напишано е истото што разбореше. Бог ни е available 24/7. Тоа значи дека Бог сака од нас да ја истегнеме нашата рака кон Него, да побараме од Него, да тој не допре и да ни вдахне едноставно Негово откровение за што значи живот во слобода и живот во авантура со Него. Пак се повторам со Такс, нема да го цитирам. Но, мене од Библијата, ги сакам и Стариот и Новиот Завет, ама Стариот Завет ми е многу појак, пошто се дешаваат многу луди ствари. И, не знам, стварно, значи, многу јаки работи има, ако не сте читале, читајте го, не знам. И освен што има толку многу јаки работи, например, некој човек се бори со мечка и ја убива, на еден човек му се смеат дека е келјав и Бог праќа 3 мечки и ги јаде. Мислам, многу е јако. Но јас многу приказни од Стариот Завет што се вистините, многу поука вадам од нив. И баш додека размислав што да зборам, ми текна на Јаков. Ако има некој компјутер? Добро. Мислам, као цела глава е, не мора, ама во Битие, 32 глава, има една приказна за Јаков, човек кој што буквално се борел со Бог. Не знам, теолозите не се сигурни дали бил Бог, дали бил ангел, ама тој на крајот вика се борев со Бог и Бог го благословил. И сакам да зборам всушност за тоа како може ние да се бориме со Бог, да не го ставаме сила дека тој не ни го даде неговиот благослов. И Јаков бил човек кој што имал 2 жени, да, иначе тука е приказната, може да се читате додека зборам. Ама ако премногу ве замајува, не читајте, слушате. Човек кој што имал 2 жени и живеел кај, како се вика, свекорот? Таткото на жена му? Свекорот, добро. Свекорот. И се живееле заедно, ама Бог еден ден му вика стани и земи си све, жени, деца, имот, све што имаш и оди си. И он кажал добро. И Бог му ветил дека јас ќе бидам со тебе и дека јас ќе ти подарам и потомство и имот и све. Значи Бог му го ветил тоа. И Јаков кажал добро и тргнал и одел по пат. И отишол на кај брат му Исав и мислам дека Исав се викаше, Исав, добро. И пратил луѓе за да му каже дека доаѓа кај брат му, но брат му дошол со луѓе, 400 луѓе, практично војска и он се исплашил. И, long story short, испраќа повеќе луѓе и останува на крај сам во middle of nowhere. И одеднаш почнува некој да се бори со него, значи да се тепа со него. И цела вечер Јаков се бори со нешто што не знае што е. И одеднаш тој што се бори со него, што не знае што е, го мава и му, мислам дека му го изместува колкот или реброто. И во тој момент, тој што се бори со него, вика, добро, пушти ме победи. Он вика, не те пуштам додека не ме благословиш. И рекол, окей, заради ова ќе те пуштам и ќе ти го сменам името, ќе те наречам Израел. И со ова што сакам да кажам е, многу ми се допадна вчера Питер што збореше, дека Исус е принц на мирот. Само да се најдам кај се изгубив.
И Исус е принц на мирот, значи Бог не го испрати Исус и ни вети мир. Ако Бог ти вети мир, не го пуштај Бог додека не те благослови со мир. Бог ни вети мудрост. Не го пуштај Бог се додека не ти даде мудрост. Тој ни вети победа и не го пуштај Бог се додека не ти даде победа. И најважно од се за тоа што збориме на оваа конференција е дека Бог ни вети слобода, слобода во Него. Не го пуштај Бог додека не ти ја даде таа слобода. Не го пуштај Бог додека не те благослови со Неговата слобода. Не го пуштај Бог и ревносно баре го. Ако го бараш како што Јаков го бараше, ако се бориш со Бог да ти го даде тоа што ти го ветил, ќе ти го даде. Ако се прашувате зашто мораше Бог или ангел што иде да се бори со него, мислам дека мораше тоа да го направи за благословот да биде зацементиран. За благословот да биде како се вика, земен од Бог, искаен од Бог. И на крај сакам да споделам еден стих од Исаија, што верувам дека е пророчки за вашата генерација тинеџерска од 2000-та па натака. Во Исаија 61:4 пишува: тие повторно ќе ги кренат старите урнатини, ќе ги подигнат пак запустените места, урнатините и минатите поколенија. Јас верувам дека вие сте таа генерација која што ќе донесе таа промена во Македонија, односно ќе донесе таа слобода во Македонија која што толку многу ни треба. Амин. А тоа ќе се случи единствено, дечки, ако сте му послушни на Бог. Ако сте му послушни на Бог, ако живеете во праведност и ако се борите со Бог за благословот кој што Тој ви го ветил за Негова слава, Тој ќе ве благослови. Со слобода, со мир и со љубов. И тоа е јас да кажам.